Здраво на сите и добре дојдовте во уште едно ново видео. Во ово видео ќе ви покажам туторијал за хендстенд, односно како тоа да научите во краток временски период стој на раце со само неколку лесни и ефикасни чекори. Не ви треба никаква поддршка, само еден зид на кој што можете слободно да се подпрете и да ги изведете следните чекори кои што ќе ви кажам. Првиот чекор е да се поставите долу пред зидот кој што насекаде во домот имате и со грбот свртени кон него, односно ги ставам на рацете и се подпирам на неа. Ова е првиот чекор за да можеме ние да се застанеме на раце, односно да направиме стој на раце. Зашто е ова битно? За да можеме да ги ојачаме, значи да ги припремиме нашите раце и рамене, за да можат они после да го изведат без никаква поддршка, тој стои на раце. Втора вежба, исто се подпираме со грбот кон зидот, меѓутоа постепено, помалку се отурнуваме да бидеме близко до зидот, да можеме да направиме еден баланс кој што ќе не одржи неколку секунди без никаква поддршка и потоа пак понапред да се пуштиме. Зашто го правиме ова? Го правиме за да се научиме да не паѓаме нанапред и стоиме без никаква поддршка, да направиме на стабилизација, една база. Сега ќе ви покажам. Се подпирате и малку се отурнувате, 1, 2, 3, повторно, 1, 2, 3, повторно, и сега 1, 2, и ќе се спуштите. Одиме на третиот чекор, овој пат е сосема спротивното. Нашиот грб е свртен контра од зидот, односно спротивно. Вижте вака. Сега, зашто го правиме? Кога веќе научивме, стоиме подпрени вака, со грбот кон зидот, научивме да не паѓаме со грбот нанапред. Сега ќе учиме да не паѓаме со стомагот нанапред. Заземате позиција, се поставувате и истата вежба како и во првиот чекор, односно вториот. Се одбивате малку, 1, 2, 3, па се подпирате. 1, 2, 3, па се подпирате. 1, 2, 3. Сега веќе кога ги ојачавме рацете во првиот чекор, а во другите, вториот, третиот и четвртиот, научивме да имаме една база, стабилизација и координација каде се наоѓаме, сега ќе направиме тоа без поддршка. Тоа би изгледало овака. Од некоја оваа позиција ги пуштаме долу рацете и се отврваме. 1, 2, 3. Тоа е нормално кај вас да падне. После, исто пак. Оп, 1, 2, не ги успева. Пак, повторно. Оп, еве го успеа. И што е целата работа кога стоиме на раце? Да направиме една положба, телото не биде исправено, значи исправена положба, меѓутоа рацете никако да не ги оловуваме. Ако се оловуваат рацете, проблем. Можете да се само повредите. Ова беа 4 чекори колку што се сеќавам, кои што може да ви помогнат во краток временски период да научите да стоите на раце, да ги засилите вашите раце, односно да ги ојачате, за да може да издржите повеќе секунди на стој на раце и да научите таа рамнотежа, да држите, да има еден баланс или пак база која што ниту ќе одите напред, ниту ќе одите назад. А доколку сакате одење на раце кон напред и одење на раце кон назад, пишете доле туторијал во коментари. Доколку ви се допадна ова видео, ставете лайк, доколку не ви се допадна, сега subscribe. Коментирајте во знак на поддршка
А ние се гледаме во следно видео, до тогаш поздрав. Чао!